Одржан долго најавуваниот НАТО самит во Хаг. Во истиунски ден Европарламентот по втор пат соочен со извештајот за Македонија. Само со политички егоцентризам, преокупирани сами со себе. Ние во Скопје живееме во заблуда дека светот нема други проблеми, освен македонско-бугарските релации. Иранско-израелскиот судир од латентен прерасна во конфликт со вмрежување на интересите на најмокните. Први реакции во тренинг по самитот на Алијансата. Ако се има во предвид дискусијата која што се водеше околу дополнителните инвестиции во одбраната, позиционирањето различно на различните држави и прифаќањето на аргументите на Шпанија првенствено во однос на инвестициите во одбраната и како тоа ќе го постигне, веројатно е ново стратешко прегрупирање поради разбирањата на државите по однос на позиционирањето со поддршка целосна зад Украина и одбраната на територијалниот интегритет и суверенитетот на Украина. Веројатно продолжуваме тоа значи дека продолжуваме во истите чекори. Предпоставувам дека сите си замина позадоволни или посреќни затоа што Трамп на пример го доби она што го бараше, повеќе инвестиции во одбраната од сите држави членки. Европјаните определба за одбрана на Украина и нејзиниот територијален интегритет, предпоставувам дека сите среќни и задоволни. Мислам дека овој самит ги изложи сите оние предизвици на кои што е изложено трансатлантското партнерство во последниот период, кои што неминовно имаат одрази за Македонија. Оној трансакцијски однос кој што вообичаено се споменува, најде свој израз помеѓу исполнување на главното барање на Доналд Трамп, а тоа беше зголемување на оној дел од буџетот кој што земјите од Алијансата се спремни да го одвојуваат, 3,5% за одбраната, меѓутоа 1,5% за критичната инфраструктура, со земање предвид на сите аспекти на безбедносната ситуација. Од друга страна, за возврат едно обновено, би рекла, потврдување на членот 5 од договорот за НАТО кој што се однесува на колективната одбрана. Со тоа, според мене, се изложи онаа теза дека всушност постоењето на НАТО е особено значајно за одржување на европската безбедносна архитектура и заканата од Русија како главна закана за Европа, додека пак улогата на САД во тој поглед се уште е носачка и видовме дека САД всушност се уште добро се справуваат со сите случувања и како земја хегемон. Од друга страна пак за Европа тоа значи, како што најави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, еден момент на будење кој што одамна се најавуваше, меѓутоа е еден момент на создавање менталитет на одлучност, односно Европа како една исто така безбедносна сила, многу различно од оној наративна нормативна сила на кој што ние сме навикнати досега, но од друга страна за една таква улога на Европа очигледно ќе треба подолго време, па поради тоа на европските лидери би рекла дека им беше особено битно да добијат одново таа безбедносна гаранција од страна на САД. Постојано правиме грешки во чекорите, ги менуваме ставовите и позициите, се затвораме себе си или си го ограничуваме патот на самите себе. Ова беше потребно за можеби да можат да договорат нешто во билатерална средба лидери од двете држави, иако лидерите се многу повеќе ограничени од дискурсот кој што го водат сите политичари во државите, нашите овде, нивните таму. Доколку сакаме ова да го пресликаме на односите со Македонија, тогаш би нагласила дека многу од безбедносните прашања ќе бидат се повеќе во центарот на вниманието, така што онаа нормативна димензија на Европската унија која што се однесува на заштитата на одредени вредности, поаѓајќи тука од владењето на правото, демократијата, заштитата на човековите права, правата на малцинствата, можеби до одредена мера ќе се трансформираат за сметка на создавање на една одбрамбена Европа, па така некои од прашањата кои што се особено горливи за нашиот процес веројатно ќе треба повеќе да најдат одраз во наше поодлучно дејствување
и можеби тука би требало да бидеме малку пореалистични во однос на улогата која што Европската унија може да ја одигра во таа насока. Треба да имаме време за да изградиме добрата позиција. Прво лично овде кај нас, за да можеме да одиме било каде. Македонија покажа дека може да биде дел од преговарачката маса, да учествува во изнаоѓањето на солуции. На крајот на криштата бевме председавачи со ОПСЕ во текот на една година. Успеавме добро да се справиме со тоа и на крајот на годината со Министерскиот совет овде во Скопје изјавата беше дека го спасивме ОПСЕ во Скопје. Значи дека сме успеале да помогнеме во обработувањето на теренот и во создавањето на консензусот. Така се градат решенија и пристап за стратешки прашања. Ова во моментов мислам дека постојано вадиме некакви нови тези или нови барања, нови очекувања, се со цел да најдеме некоја друга точка каде што ќе истуриме одговорноста. Така што не се решенија за стратешки прашања. Ја следевме и дискусијата во Комисијата за надворешни прашања при Европскиот парламент. Видовме дека покрена одредени бурни реакции, кои што резултира со усвојување на извештајот. Тука би рекла дека дојдоа до изрази многу предизвици за Европската унија внатре, така што усвојувањето на извештајот на комисијата секако дека е позитивен чекор од наша страна, меѓутоа можеби беше резултат и на некој обид да се заштити интегритетот пред се на известителот, а второ и на европратениците во комисијата. Сепак треба да имаме предвид дека следи усвојување на извештајот од страна на Европскиот парламент и повторно се најавуваат одредени предизвици кои што пак нам ни кажуваат дека секоја една битка, колку и да е значајна, не може докрај да ја разреши ситуацијата додека не дојдеме до она конечно совладување на пречките кои што и понатака ќе не очекуваат на патот кон Европската унија. Постојано изнаоѓаме некакви точки, истакнуваме нови барања или нови очекувања, се ставаме себе си во замка, за да можеме едноставно да речеме, ама чекајте, одговорноста е на некој друг. И еве, очигледно е дека ЕУ не сака, ама сака прво да ни направи тоа и тоа. Да не редам што се редат дека Европска унија сака да ни направи. Мислам дека се ставаме себе си правиме мечки на услуга. Точно е дека немаме доволно пријатели, дури ни оние кои што ни се прават или ние ги воспеваме како големи пријатели, не ни се пријатели. Еве за едно подсетување, кога одлучија за разделување на Македонија и Албанија од пакетот за проширување, одлучи Комитетот на постојани представници во Брисел, гласаше и амбасадорот на Унгарија. 2 дена подоцна дојде Орбан во Македонија и ние го воспевавме како најголемиот пријател. Ако тој беше пријател на Македонија, ќе направеше притисок за Македонија да може да продолжи или за наоѓање на некакво решение кое што на оваа влада ќе биде прифатливо за да излезе од замката во која што се стави самата. Не се така добри пријателите тие кои што постојано само ги воспеваме или ги прикажуваме како пријатели. Мислам дека не недостигаат современи автори, туку режисерите треба се повеќе и повеќе да се обраќаат кон тие автори современите драми, па и ние како институции кога предлагаме текстови и режисери треба да предложиме повеќе современи драми за кои што се веќе многу поблиску до нас. Не велам дека Чехов и Шекспир не се блиску, се уште се нели некои теми што се обработуваат во Чехов се уште блиски до нашето време, но автори постојат и tekako современи кои пишуваат, но мислам дека ние сме тие и режисерите кои што треба малку повеќе да се свртат. Каква е мисијата на театарот денес? Со представата Сите прекрасни нешта докажавме дека театарот се уште има моќ да лекува, да воздигне некои важни прашања и да не подигне кога сме на дното и да не потсети дека сепак постојат прекрасни нешта, нели, за кои вреди да се живее.